Светиниколските земјоделци се закануваат со протести и блокади доколку за неколку денови Министерството за земјоделство не ги исполни нивните барања. Бараме ослободување од киријата, пошто е елементарната непогода и плюс тамо допуна за цената, пошто се уште цената жетвата заврши, а цената не ја ни знаеме која, што викаш не е откриена уште цената. Бараме да ни дадат по 9500 денара по хектар да ни дават, плюс субвенциите само у Светиниколската општина овде е пуштено само 15%. Покрај ова, тие реагираат и на законот за сметководствени услуги кој е донесен од поодамна, но на сила стапува сега. Книговодството мене од сега, од 1 јули до 1 јули беше 1000 месечно, сега ми е 5000. По која основа, кој е готова да донесе од тај човек, дали е студирал на Пешировскиот факултет или не знам, на Шарт планина каде е студирал, има ли мозок со 50.000 заработка, ја да дам 5000 месечно. Земјоделците се категорични дека притисокот од климатските промени, нерешениот статус и лошата жетва повеќе не можат да го издржат. Не можеме више да истрпеме, не можеме више да поднесеме со 500 до 1000 килограма по хектар најдена житарица, јасмини и пшеница. И ево пченките више престаса за жетва, клас нема, нигде род нема, бостаните више уништени. И ние ова револга искажуваме вака, но ово е само предупредување. Доколку министерот не одговори на земјоделските барања, веќе во сабота тие најавуваат блокади на патиштата од истокот. Револтот на земјоделците доаѓа и од фактот што писмо со барање до министерот тие упатиле уште пред 1 месец, но одговор не добиле. Од друга страна, дел од нивните колеги тврдат дека проблемите на земјоделците се реални, но и дека се напластени од поодамна и за нив е потребно долгорочно и систематско решение, до кое може да се дојде само низ дијалог, а не преку притисоци и блокади.